10,5 месечно бебе почина на детската клиника поради компликации од морбили. Ова е четврти смртен случај како последица од мали сипаници од почетокот на прогласувањето на епидемијата. Кај починатото дете претходно не биле регистрирани хронични заболувања и не било вакцинирано. Во изминатата недела биле пријавени 113 сомнителни случаи, од кои кај 110 се регистрирани мали сипаници, од нив 46 се од Скопје, додека пат 64 се од другите градови, изјави епидемиологот Владимир Микик. Значи, детето е на 10-месечна возраст и претходно не било вакцинирано и тогаш се уште не подлежало на вакцинација. Какви компликации имало во последица? Значи, имало тешка пневмонија, мозочно крварење, изливо крв во мозокот. И она што сакам да потенцирам во оваа прилика, уште еднаш да апелираме дека малите сипаници навистина се сериозно заболување. Значи, тие представуваат повеќе системско заболување, не е лесно заболување, може да ги нападнат сите, буквално сите органски системи, и системот за дишење, централниот нервен систем, интестиналниот систем, така што навистина може да дадат, за жал, и ваква тешка клиничка слика, која и покрај на најдобрата нега може да заврши со смртен ишод. Покрај 16-годишната пациентка со церебрална парализа која има пневмонија како компликација од морбили и е на механичка вентилација, уште едно дете и 5 возрастни се во тешка состојба на клиниката за инфективни болести. На клиниката во моментов има 39 пациенти со морбили, од кои 16 деца и 23 возрастни. Меѓу пациентите и директорот на клиниката за неврохирургија со уште неколку вработени, пренесува порталот Нова. Од појавата на епидемијата на мали сипаници досега бројот на заболени надмина над 1000. Здравствените власти апелираат на вакцинација со МРП вакцина која штити од рубеола, мали сипаници и заушки, бидејќи според нив со високо ниво на имунизација епидемијата може да се надмине.